представници на медиумите, денешнава пресконференција е по повод бруталната акција која е извршена врз дел од превозниците кои вршат јавен превоз и превоз на ученици во општина Куманово. Поставуваме прашање: дали на овој начин започнува пресметката со општина Куманово, која што е репрезент на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Денеска СВР Куманово покажа како се владее во оваа држава, како се покажува сила и моќ, односно со неколку полициски возила селективно по наредба беа стопирани и упатени на технички преглед автобуси кои вршат градски превоз. Контрола на превозниците кои вршат јавен превоз и превоз на ученици резултираше со исполнување на целта за која и се вршеше самата контрола. Казнети се со огромни казни за наводни технички неисправни автобуси. И тоа за некоја сијаличка, за немање на трепкач, неравномерно кочење на рачна кочница и слично. Последицата од таквото работење на надлежните доведе до ненавремено пристигнување на вработените на своите работни места, а учениците не можеа да присуствуваат на редовна настава. Целосно беше нарушен градскиот превоз на граѓаните на општина Куманово, бидејќи централната власт ја интензивира пресијата кон кумановчани, а колатерална штета и жртви се поголемиот дел од превозниците и самите граѓани на градот Куманово. Почитувани представници на СВР Куманово, што постигнавте денеска со вашата акција? Која ли ќе биде вашата следна акција? Вака ли ќе се полни буџетот на Република Македонија? Повелете, ова е денешна наша реакција по повод случувањата за кои што сте информирани сите медиуми. Повелете, дали имате прашање? Да, дали може да ни кажете кои фирми се казнати денеска, кои автопревозници од Куманово со оглед дека има повеќе? Како што обезбедивме фотоматеријали, казнети, односно упатени на технички преглед и казнети се превозниците Оли Травел, Јоцо Турс и мислам дека беше и Глобус. А воопшто не стопирани, не упатени на технички преглед се фирмите Мамли Травел, Руле Турс и останати кои што имаме индикации дека се блиски до централната власт. Да, дали има вистина во тоа дека во 6 часот наутро се собрани, иако работното време им почнува од 7? Токму за да чудото биде уште поголемо, реагираме бидејќи никогаш досега се немаме сретнато со таква пракса СВР Куманово толку рано во раните утрински часови да упатува определени возила од сообраќајот на технички преглед. И затоа одговорот на вашето прашање е тој дека досега се немаме стекнато со ваква пракса. Односно превозниците се вчудовидени дека во 6 наутро се упатуваат на морен технички преглед. Тоа се информации кои што они ги Од добиле самите да се превозници, јават, да се јават на технички или возилата веќе биле пуштени во... Да се јават на технички преглед. Останати прашања? Ви благодарам за вашата присуство.